само еден Word документ. И да започнеме со првата вежба, која што вели welches Verb passt, kreuzen Sie an. Кој глагол одговара, обележете. Имаме дадено 5 глаголи. Тоа се глаголите liegt, sitzt, steht, hängt и versteckt. Глаголот liegen кажавме дека значи лежи. Глаголот sitzen кажавме дека значи седи. Потоа глаголот stehen значи стои. Hängen во случајов бидејќи станува за завршен збор за завршено дејство, значи виси. И последниот глагол, што можеби и не сме го споменале, е глаголот verstecken, кој што значи се крие. На 14 ќе напишеме Wiederholung. Lektion 2. На македонски повторување. Лекција 2. Глаголот verstehen, verstecken, крие или сокрива. Ивана, каков ќе биде овој глагол, делив или неделив? Јас мислам дека е делив. Сите глаголи што започнуваат на фер во германскиот јазик се неделиви глаголи. Неделиви. Во еднина ќе го менуваме како? Ich verstecke, du versteckst, така versteckst, sie versteckt, sie, es, па може и man versteckt. Во множина? wir verstecken, Wir verstecken, ihr versteckt, 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 sie verstecken. така. Неговата форма во перфект ќе биде versteckt. Можам да напишам. Перфект, за да се знае. Што мислите, Ивана, со кој помошен глагол verstecken ќе гради перфект? Мислам дека крие, сокрива е дејство. Да, ама во затворен простор го прави тоа. Претежно. Значи ќе биде не. Ќе биде сохабен. Сохабен. Да. Ајде сега првата реченица која што веќе е дадена. Lara sitzt im Auto immer vorn. Лара секогаш седи во автомобилот напред. Како ќе биде оваа реченица е во презенс? Ќе вежбаме и перфект, не само глаголи со предлози. Реченицата во презенс гласи Лара sitzt im Auto immer vorn. Глаголот е sitzen. Седи. Како е глаголот sitzen во перфект, Марија?
Gesetzten. Целосно ја менува својата форма. Gesessen е во перфект. Gesessen. И Марија, со кој помошен глагол ќе гради перфект? So haben. Со haben. Како ќе биде реченицата Лара sitzt im Auto immer vorn во перфект? Lara hat im Auto Gesessen. Има vorn gesessen. Супер. Ајде сега следната реченица, Ивана. Das Sofa Да. vor der Heizung. Das Sofa vor der Heizung. Кој глагол најмногу ви одговара? Еве прво на вас. Steht. Richtig. Das Sofa steht im Präsens, значи. Präsens. Das Sofa steht vor der Heizung. Глаголот е stehen. Како е неговата форма во перфект? Исто и ова целосно различна форма. Да, gestanden. Gestanden, да, го знаам. Исто со haben. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Das Sofa hat vor der Heizung gestanden. Super. Ja? Präsens. Следната реченица, ајде, Марија. Die Mutter das Geschenk unter dem Bett liegt. Тој глагол што го кажав сега, дека значи крие, Verstecken. versteckt. Versteckt das Geschenk Unter dem Bett треба да биде. Така. Сега. Unter dem Bett. Die Mutter versteckt das Geschenk unter dem Bett. Глаголот verstecken заедно со неговата форма во перфект го напишавме погоре. Како ќе биде оваа реченица во перфект, Марија? Die Mutter hat Да. das Geschenk unter dem Bett versteckt. Да. Unter dem Bett versteckt. Следната реченица, Ивана. Die Lampe, да видам, liegt über dem Tisch. Лампата. На сијалицата се мисли. Hängt. Така е. Die Lampe hängt, така е, über dem Tisch, виси над масата. Die Lampe hängt über dem Tisch. Тука го имаме глаголот hängen. Hängen, да. Како ќе биде неговата форма во перфект? Уф, не. Сега треба да е поедноставно. Не знам, стварно.
неправилен глагол. Hängen, gehangen. Gehangen. Со хавен. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Die Lampe hat über dem Tisch gehangen. Да. Супер. Die Lampe hat über dem Tisch gehangen. И последната? Ајде, Марија. Das Kissen liegt auf dem Stuhl. Да. Das Kissen liegt auf dem Stuhl. Das Kissen liegt auf dem Stuhl. Мислам ότι у перфект треба да е gelegt. Само да запишем. Das Kissen е перница. И да го запишеме сега глаголот. Глаголот е liegen, лежи. И неговата форма во перфект. Како мислиш дека е, Марија? Gelegt. Liegen, Gelegt. gelegen. И голе беше hängen, gehangen и тука е liegen, gelegen. Исто со глаголот haben. Како ќе биде сега оваа реченица во перфект? Das Kissen hat auf dem Stuhl gelegen. Да. А во кој падеш, Ивана, со овие реченици? Ја кажев, ама повторувањето е мајка на знаењето. Овие реченици се во датив. Во датив? Зошто? Па нема движење од точка А до точка Б. Така, бидејќи дејството е завршено и глаголите кои што се користат се во датив. Минато. Да, во датив се и да. Добро, одиме со следната вежба. Mein Zimmer ordnen Sie zu und ergänzen Sie den Artikel. Мојата соба дополнете, односно распоредете и дополнете го членот. Имаме глаголи и во акузатив и во датив. А пред именката го имате дадено и родот заедно со бојата, која што укажува на родот, исто така и сликата ќе ни биде од помош. Првата реченица гласи Mein Tisch steht zwischen der Tür und, што ќе дополниме, Марија, на второто празно место. Und zwischen den Fenster. Нема потреба втор пат од zwischen, само треба да дополниме dem. Mein Tisch Mein steht zwischen der Tür und dem Fenster. Марија, прво кажи ми во кој падеше оваа реченица. Мислам дека во датив. Во датив. Зошто? Затоа што нема движење и овие штен е у групата на датив. Така, и заедно со предлогот zwischen. И сега зошто е der Tür? Затоа што женски род у датив е der. Така, бидејќи именката Tür е од женски род, die Tür. А зошто е dem Fenster? Затоа што dem у датив е, dem у датив е машки род. Мислам, фенста е машки род и... Не е Fenster машки. Das Fenster. И машкиот и средниот род имаат иста форма во датив.
А еве го тука е обележано дека е das во вежбата, сега ќе ја прикажа. Еве. Und, еве го зеленото, das Fenster. Das Fenster во номинатив, dem тука бидејќи е реченицата во датив. Ајде следната реченица, Ивана. Под Б. Да. Rechts der Wand hängt. Ни треба и предлогот. Aha. Не само Rechts an der Wand hängt ein Kalender. така е. Rechts an der Wand rechts an der Wand hängt ein Kalender. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Во датив. Зошто? Затоа што нема движење. Кој глагол го имаме во оваа реченица? Hängt. Така е, hängt, а го имаме и предлогот an. Зошто е der Wand? Зашто е женски род? Зашто именката Wand е именка од женски род. Die Wand. Супер. Само да видам кој сака да се приклучи, за да можам да... Па зашто титно? Добро. Продолжуваме понатаму. Марија, Це. Über den Tisch hängt ein Bild. Так. Über dem Tisch hängt ein Bild. Über dem Tisch hängt ein Bild. Во кој падаше оваа реченица, Марија? Во датив, затоа што действото е завршено, нема движење и се користи hängt. Така е. И предлогот über. А зошто е dem Tisch? Dem Tisch, затоа што е машки род. Затоа што именката Tisch е од машки род, само да... Добро. Зошто именката... Добро вечер. Именката Tisch е именка од машки род. Der Tisch. Добро. Ајде, Ивана, следната реченица. Der Laptop steht auf dem Tisch. Der Laptop steht auf dem Tisch. Richtig? Der Laptop steht auf dem Tisch. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Во датив. Во датив. Зошто? Затоа што нема движење. Имаме глаголот steht и именката Tisch е од машки род и заради тоа е auf dem Tisch. Така е. Заради тоа е dem. Dem. Така е. Затоа што именката Tisch е именка од машки род. Јас имам едно прашање. Повели. Ќе биде ли грешка ако ставиме der Laptop steht an dem Tisch? Да.
затоа што auf беше врз и се однесуваше на хоризонтална, а an беше до и се однесуваше на вертикална. Ништа. Ајде, Марија, следната реченица. In dem Zimmer gibt es auch ein Sofa. Да. In dem Zimmer gibt es auch ein Sofa. Во кој падеше оваа реченица, Марија? Датив, затоа што има gibt. А сега не, само предлогот. Gibt es бара акузатив. Само in. И зошто е dem Zimmer? Затоа што среден род, Така. Цима е од среден род. Да. И намерно се оставени две места за да не ве збуни. Инаку ова in dem, заграда ќе го запишам, можеме да го најдеме и како кратенка, и кратенката да биде im. Значи, се една ќе биде дали ќе кажеме in dem или im. Ајде следната реченица, Ивана. Сега сме по деф, нели? Сега сме по деф, да. Auf dem Sofa liegt ein Kissen. Auf dem Sofa liegt ein Kissen. Richtig, auf dem Sofa liegt ein Kissen. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Датив. Датив. Зошто? Затоа што немаме движење практично. Имаме глаголот liegt. Добра. И предлогот auf. Auf, да. А зошто е dem Sofa? Затоа што Зофа е именка од женски род. Ако беше од женски, ќе беше де. Не, да Софа. Да, Зофа. Да, Зофа. Зофа, да, среден род, грешка. И заради тоа. Е dem, точно. Потатичко минува во дем. Така е. Ајде, Љубица, реченицата под Г. Rechts. An der Sofa steht ein Schrank. Ајде да видиме. Десно, покрај каучот, стои, да, neben. Rechts neben dem Sofa. Steht ein Schrank. Така, rechts neben dem Sofa steht ein Schrank. Во кој падеше оваа реченица, Љубица? Датив. Датив. Зошто? Одговори во сегашно време. И Софа е Затоа женски што род. го имаме глаголот stehen, кој што не изразува движење, и го имаме предлогот neben. А зошто е dem Sofa? Од кој род е именката Зофа? Софа е женски род. Среден род. Да беше женски, ќе беше neben der Sofa. А бидејќи Зофа е од среден род, затоа ќе биде neben dem Sofa. Значи именката е das Sofa во номинатив. Данке, Марија, ха? Vor dem Sofa liegt ein Vor dem Sofa liegt Teppich. ein Teppich.
Во кој падеше оваа реченица, Марија? Но датив. Датив, зошто? Затоа што имаме коа и имаме ликт Така е. и немаме движење. Така, нема вршително дејство. И зошто е дем зофа? Затоа што зофа е среден род. Така, да зофа. Супер. И Ивана, последната реченица. Rechts in der Ecke steht ein Fernsehergerät. Gerät, да. Rechts in der Ecke steht ein Fernsehgerät. Во кој падаше оваа реченица? Ивана? Датив? Зошто? Затоа што именката е штен, Глаголот е штеет. глаголот е штен, да. И И го им- in der Ecke. Да, и го има предлогот in, а зошто е der Ecke? Затоа што е именка од женски. Така, die Ecke. Ќе напишам тука што значи, ќе ги подвлечам. Der Ecke. А тука е die Ecke, затоа што именката е од женски род. Ecke значи агол или ќош. Ein Fernsehgerät е именка од среден род. Das и значи телевизор. Das Fernsehgerät во множина die Fernsehgeräte телевизор, односно телевизори. Drei lösen Sie das Rätsel. Решете ја загадката. Das Rätsel. Das Rätsel е загадка. И тука имаме делови од мебелот. Имаме два можни правци. Едниот е waagerecht, а другиот е senkrecht. Waagerecht и стрелката ви означува. Waagerecht е хоризонтално. Waagerecht. Хоризонтално. Senkrecht е вертикално. Nummer 1, Ljubica, bitte. Auf diesem Möbelstück steht auch ein Computer. Möbelstück. Буде ден. И останатото. Und ein Telefon. Und ein Telefon. Es steht auch im Büro. Im Büro. Was ist das? Steht ein Computer. Das Möbelstück. Das Möbelstück. Das Möbelstück во еднина. Die Möbelstücke во множина. Штука во множина. Ова значи дел од мебелот. Да. Делови од мебелот. Делови од мебелот. Вели на овој дел од мебелот често стои компјутер или телефон. Тој често стои во бирото. Möbelstück steht auch. Jaz no polagam
веќе на овие мебели, на овие парчиња На мебели, овој дел од мебелот, еден е во еднина. еден мобелштук един. Das Möbelstück во еднина, die Möbelstücke во множина. Аутизм на овој мебел често стои еден компјутер и еден телефон. Да. Еште офен биро. Често es steht, овој дел од мебелот често стои во канцеларија. Was ist das? Бројот 1. Тука треба да го пополниме. Треба да кажем што дел. Да, кој дел од мебелот е објаснет во оваа реченица? Die Schrankbüro, oder? Der Schreibtisch. Schreibtisch. Der Schreibtisch. Nummer 1 ist Schreibtisch. Nummer 2. Maria, bitte. Das hängt am Fenster. Das hängt am Fenster. Може и ние сме го спомнали до сега. Der Vorhang. Die Vorhänge. Завес. Завеси. И ова сакав исто да го објасниме сега. Es steht oft im Büro. Тоа веќе го кажавме, меѓутоа пак ќе го запишем. Es steht oft im Büro. Јасно е дека е во датив, заради глаголот steht и заради предлогот. Тука е веќе им, значи само ито треба да го бележам, затоа и се вратив. А е им бюро, ова ќе го подвлечам, затоа што именката бюро е од среден род. Das Büro, на македонски канцеларија. Преска го напишавме дека in dem скратено може да биде im. Тука се враќа истото тоа, дека in dem е исто што и im. А сега во оваа реченица следната што ја прочитавме, das hängt am Fenster. Исто е во датив. И пак ќе го обележам на истиот начин. Датив заради глаголот hängt и заради предлогот an, кој што е тука само со буквата а dem Fenster, затоа што именката Fenster е именка од среден род. Das Fenster, што практично според тоа што го објаснив, треба да не асоцира дека am е исто што и an dem. Кратенка од an dem. Ивана, трај. Драј пишува цима само. Да. Цима е еднакво на што? Раум. Само различен е родот на цима и раум. Das Zimmer во еднина, die Zimmer во множина е исто што и der Raum во еднина, односно die Räume во множина. Соба, соби. Марија, не Марија, Љубица, Фија.
Beispiel. Буди. Аха. Beispiel, zum Beispiel. Man braucht erst zum Beispiel für die Hausaufgaben. Hausaufgaben. Papier. Man braucht es zum Beispiel für die. Що беше Hausaufgaben? Hausaufgaben са домашни задачи. Гледајте го бројот 4. Немам асоциација. Марија? Еси саус папир, листови документи, човекот бара, например, за домашни работи. Es ist aus Papier, значи тоа е од хартија. Man braucht es zum Beispiel für die Hausaufgaben. Ти треба, например, за домашни задачи. Was ist das? Папир за домашни задачи. Ein Buch ungefähr, oder? На Х почнува зборот. Was ist das? Марија? Ивана, Марија, имате идеја? Јас имам. Повелете. Ме го учеле. Сме Das го- Heft. Das Heft. Сакам само уште еднаш да го објаснам ова zum Beispiel, зашто некаде може ќе го сретнете и како кратенка. Zum Beispiel. Или многу почесто, да, многу почесто како з мало точка б голема, кое што на македонски значи на пример, и кај нас се крати како на, односно нато не се крати, само примерот на п, р. Марија, фен, Hell, dunkel. хел и дункел. Тоа го запишавме минатиот час. Хел светло, дункел темно. 6, Ивана? Захен, само да сега го знаев, Захен, Динге. Richtig. Захен и динге го имаат истото значење. И тоа го запишавме минатиот час. И зибен, Љубица? In diesem Möbelstück steht auf Bücher. Büro, Regal. Das Regal. Richtig. Das Regal. In dieser Möbelstück stehen oft Bücher. Во овој дел од мебелот често стојат книги. И зенкрешт, ајде сега да видиме што излегува вертикално. Ајде, Марија. Urlaub, souvenir. Das bringt man aus dem Urlaub mit. И треба да е само souvenir. Оваа реченица, das bringt man, ова не Ивана, ете знаев дека така се повеќе. Ево презенс. Das bringt man aus dem Urlaub mit. Ево презенс. Како ќе биде оваа реченица во перфект, Ивана? Да видам само Das bringt man aus den Urlaub mit. Во перфект ќе биде so Das bringt man aus dem Urlaub mit. Треба да има во перфект. Кој два глагола. кој е глаголот во реченицата во презенс?
Не е само bringen. Mitbringen, делив глагол, да. Mitbringen. Како ќе биде глаголот mitbringen во перфект? Mitgebringen, Mitgebracht. gebracht. И со кој помошен глагол ќе гради перфект? Ке гради со sein, Не, носи со себе. haben. Haben. Како ќе биде сега оваа реченица во перфект? Ке биде, не знам како да ја Со почнам. das? Со das. So das hat Така е. man Така. aus dem Urlaub mitgebracht. Така е. Браво. А деливите глаголи се специјалност на Ивана. Да. Good. Сега еве четвртата вежба, а зашто вака се појавува? Со wohin. Да, и таму се појавува така. Сега. Ако претходната беше со датив и немаше движење, немаше вршително дејство, следнава вежба е со вршително дејство. Ќе видиме кој е вршителот на дејството и додека јас го извртам, кој глагол одговара во речениците. Ама тука е таква страната. Не е до глаголот. Сега. Одма. Убаво си имав отворено јас. Arbeitsbuch. Ова е страна 13. Супер се гледа, само да најдеме страната. Wohin? Можеме да го презамам и после само да го отворам. Не. Добро. Dobro. Wohin ordnen Sie zu und ergänzen Sie in der richtigen Form? Ај ми забава бебате. Ево го. Добро. Пак ми избега. Првата реченица е дадена. Ich lege die Zeitung auf die Couch. Ich lege die Zeitung auf die Couch. Во кој падеше оваа реченица, Љубица? Акузатив. Во акузатив. Зошто? Па не знам зошто, ама знам ти у акузатив. Затоа што глаголот е леген, Зашто има действие. затоа што има вршител на дејство. Имаме глагол леген и предлог auf. Имаме и вршител на дејство, тоа е личната заменка ich во овој случај. Ова е вака, па во заграда ich вршител на дејство и auf die Couch, затоа што именката couch е именка од женски род. Во заграда стои die Couch. Дека нас е мъжки род кауч. Родот во германскиот и во македонскиот не треба никогаш да се споредува. Глаголот е леген. Како е глаголот леген во перфект? Што мислите? Како е во перфект?
глаголот legen во перфект ја добива формата gelegt. И гради перфект со помошниот глагол haben. Па ако оваа реченица е во презенс, како ќе гласи истата оваа реченица во перфект, Љубица? Ich habe mich gelegt. Ich habe die Zeitung auf die Couch и на крај Lesen. gelegt. Значи во перфект на второ место ставаме помошен глагол haben или sein, а на последно место главниот глагол во неговата партицip перфект форма. Помошниот глагол е секогаш менуван по лице, а главниот глагол оди на последно место и е во партицip перфект. Следната реченица, браво. Следната реченица во презенс ќе ја прочита Марија. Ајде, Марија. Geschirr in die Küchenschrank. Wir stellen das Да. Geschirr in die Küchenschrank. Küchenschränke. Wir stellen das Geschirr in die Küchenschränke. Падеш, Марија? Во акузатив, за това што има вршително дејство, вие, за това што штелен, за това што го има штелен, и он е во акузатив, Така. имаме го ин. И го имаме предлогот in. Okay. И зошто е die Küchenschränke? За това што е од женски род. Не е од женски род. Го запишавме, односно сме го кажале, der Schrank во еднина, die Schränke во множина. Значи, die Küchenschränke е во множина. Во плурал. Секојаш заборавам ди и множината е со ди. Да, и множината е со die. Küchenschränke е во die. Плурал. И рековме, ја имаме и личната заменка вие, која што е вршителна дејство. Во случајот, вие, вршител на дејство. Глаголот во сегашно време е штелен. Како е глаголот штелен во што мислиш, Марија, во перфект? Gestellt. Да, како е во минато штелен? Во перфект ја добива формата gestellt. И ќе гради перфект со кој помошен глагол? Со haben. Нема движење. Како ќе биде реченицата која што ја кажа во сегашно време во перфект? Wir, das, Помошен глагол на второ место. wir haben das Geschirr Така. in die Küchenschranke gestellt. Küchenschränke gestellt. Супер. Браво. Презенс. Јас само тоа што пишете го гледам. Немам друга перцепција. Па не треба другите реченици ги кажуваме, па после ги запишуваме
во документот, па потоа ги правиме речениците. Следна е Ивана. Третата, така? Да. Lex du bitte den Bleistift neben das Papier. Richtig. Legst du bitte den Bleistift neben das Papier. Во кој падеше оваа реченица, Ивана? Акузатив. Акузатив, зошто? Затоа што имаме движење. Имаме небен. Имаме глаголот legst и neben. А зошто е das Papier? Das Papier е заради тоа што именката е од Од среден род. среден род, да. Од среден род. Во das. Исто си останува das и во акузатив. Кој е вршителот на дејството во оваа реченица? Во ова прашање? Кој е вршителот на дејството? Вршителот на дејството ликс добите ду, односно Ду. имаме Ду е вршител на дејство. Ду вршител на дејство. Глаголот во оваа реченица е помоштен е haben, леген. legen, да. Го кажавме горе во перфект. Gelegt. Игради перфект со помошниот глагол haben. Како ќе биде според тоа глагол оваа реченица во перфект? Hast du bitte den Bleistift neben das Papier gelegt? Super. Hast du bitte den Bleistift Акузатив. neben das Papier gelegt? Super. Danke. Следната, Љубица, сега ќе еве го ова. Остана еден глагол. Љубица, последната, четвртата реченица. Вклучете го микрофонот. Таа е маката. Се слушаме ли сега? Да. Јулија, Julia hagen die Lampe über den Tisch. Јулија hängt, глагол треба да се смени во лице. Јулија hängt die Lampe über den Tisch. Реченицата во сегашно време. Во кој падеше оваа реченица? Водател. Имаме вршител на дејство во акузатив. Пак е во акузатив, да. Во акузатив. Зошто? Затоа што не стое, него има дејство. Добре. Кој глагол е употребен во реченицата? Хенг. Hängen. И кој предлог? Убе. Über. Така е. Зошто е сега ден? Тише е машки род. Така, затоа што именката тиш е деа. Тиш во номинатив.
А деја во акузатив преминува во ден. И кој е вршителот на дејството во оваа реченица? Јулија. Јулија. Ах, Јулија е вршителот на дејството. Јулија, вршител на дејство. Глаголот е хенген. Хенген. Кој што претходно кажавме дека во перфект ја добива формата еве ги горе. Еве го хенген, геханген со хабен. Хенген, геханген, Гефанген. хабен. Како ќе биде оваа реченица во перфект ливица? Јулија. Јулија. Хак. Die Lampe gehangen. Јулија hat, Über den Tisch. да, die Lampe über den Tisch gehangen. Со тоа што еве точно, формата на глаголот хенген може да зависи, значи има две форми за перфект. Едната е gehangen, меѓутоа не е погрешна и формата gehängt. Едната е почеста кога се користи глаголот со sein, а втората е правилна форма, меѓутоа која форма и да ја одберете, и двете се точни, и ќе ја напишам формата и горе. Хенген, геханген, меѓутоа може и gehängt. Значи на крајот може да биде и gehangen и gehängt. Не е во улично што го зборам. Не. Сега сме поправила. Затоа ве поправам стално. Следната вежба. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Artikel. Дополнете ги предлозите и членовите. Да видам се овде дали се гледа. Не. Добро. Ајде, Ивана, првата. Ergänzen Sie die Präpositionen unter den Artikeln. Leg doch bitte das Kissen auf die Couch. Треба да направам тука? Да се дополни предлог, да, zwischen, и да се дополни и определен член. Zwischen die anderen Kissen. Zwischen ne. Auf die anderen Kissen. Точно е. Zwischen die anderen Kissen. Само се предомислувате и ве оставам 100 пати да се предомислите. А немате потреба, ако ќе ве прашам, се знаете да ми кажете и зошто и како е, ама во моментот на зборувањето малку блокада. Значи зошто е ди? Zato što dijem tipa kisan. Množina. Во кој падеше целата реченица? Целата е во акузатив. Во акузатив. Што ни кажува дека е во акузатив? Ни кажува тоа што има дејство. Да, директно го немаме во оваа реченица, го немаме вршителот на дејството. Ама затоа што имаме заповеден начин, лек, знаеме дека се однесува на личната заменка ду. Значи оваа реченица е во акузатив. Затоа што имаме тоа за вршителот на дејството ќе го запишам во заграда. Имаме глагол леген,
имаме предлог auf и предлог zwischen. Die Couch, затоа што именката couch е од женски род. Die Couch. И die anderen Kissen, тука е die, затоа што Kissen е именката во множина во моментов. Kissen плурал. Ке запишам во заграда. Во оваа реченица. Нема директен вршител на дејство, но формата лек е форма за заповеден начин односно императив за второ лице еднина. Така, знаеме дека вршителот на дејството е ду. Значи нема директен вршител на дејство, не го гледаме, затоа што формата лек е за заповеден начин во императив и е за второ лице еднина и така знаеме дека вршителот на дејството е ду. Следната реченица, Мари. Ајде, Марија. Soll ich die Zeitung neben der, wie само ти е der, Fernsgerät legen? Во кој падеше реченицата? Акузатив. Акузатив. Soll ich? Зашто ми се мешаш? Soll ich die Zeitungen neben das Fernsehgerät legen? Оваа реченица е во акузатив. Зошто, Марија? Затоа што имаме вршител на дејство. Кој е вршител? Их. Точно. Имаме ги исто небен. Така е, небен. Имаме die Zeitungen, това е умножина. Не ни се битни die Zeitungen. Се што е пред небен не ни е важно. Зошто е das Fernsehgerät? Затоа што е среден род. Да, затоа што именката е од среден род. И леген го имаме. Да, леген не го обележав. Леген со акузатив. Das Fernsehgerät. Добро. Ајде сега, Љубица, следната, само ова да го обележам со болт и толку. Це. Kannst du die Haussuche Пак се врати. Ханч. zum Bestellen? Сега. Wie ist Scooby? Сега.
Не го поместувам веќе. Kannst du die Hausschuhe? Unter Bett stellen. Unter Ама die Bett унта stellen. или треба? Не е ти. Од кој род е именката Бет? Bett е од машки род. Од среден. Од среден. Значи што ќе стои на второто празно место? Das. Das. Kannst du die Hausschuhe unter das Bett stellen? Kannst du, нема потреба од место. Kannst du die Hausschuhe unter das Bett stellen? Во кој падеше оваа реченица, Љубица? Во перфект. Падеш. Датив или акузатив? Па не знам прашална форма е. Заради глаголот во акузатив. Штелен е глаголот. Тој бара акузатив, има и вршител на дејство. Кој е вршителот на дејство во оваа реченица? Ду е вршителот на дејство. Кој е предлогот? Така. И зошто е das Bett? Затоа што е среден род. Така. Затоа што именката е од среден род. Das Bett. Добро. Ајде следната реченица, Ивана. Ich stelle die Blumen an das Fenster. Така. Ich stelle die Blumen an das Fenster. Ова е во кој падеш? Во хиноди и акузатив. Акузатив. Зошто? Затоа што има движење и затоа што има глаголот е во акузатив и има вршител. Јас. Така, вршителот на дејство е ich. И зошто е das Fenster? Затоа што именката Fenster е од среден. Да. Das Fenster. И исто така убаво е да се знае, тука затоа и дадено е само едно место, дека an das има своја скратена форма, а тоа е Ans, тоа се сеќавам од ans. Ако јас. Ans. Добро. Марија, следната реченица. Hier liegt ja immer noch das Bild von Tante Erika. Warum hängt wir es nicht über Да. das Schreibtisch? Schreibtisch од машки род. Über der Schreibtisch. Во кој падеше реченицата? Акузатив. Значи, über den Schreibtisch. Warum hängen wir
es nicht über den Schreibtisch. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го има глаголот hängen, затоа што го има предлогот über. Вршител на дејство во оваа реченица е вие. Вие, вршител на дејство. И има ден, затоа што именката Schreibtisch е именка од машки род. Der Schreibtisch. Ајде следната реченица, Љубица. F. Den Müll können wir erstmal как ќе биде сега? Кој предлог е прикажан на сликата? Како е пред? Vor. Vor. А од кој род е tür? Mislim дека е auf den Tür. Auf. Vor die Tür stellen. Vor die Tür stellen. Den Müll können wir erst mal vor die Tür stellen. Во кој падеше оваа реченица, Љубица? Den Müll können wir erst. Веќе тогаш ѓуброто може прво пред кантата да стои. Во кој падеше реченица? Ми читам дали има видење. Штелен, да? Акузатив. Во акузатив, заради глаголот штелен и предлогот Ди. vor. Vor die. Vor. Зошто е die Tür? Вратата е машки род. Среден род. Женски. Die Tür. Женски. Ди во акузатив останува ди. Затоа е die Tür. И кој е вршително дејство во оваа реченица? Вие. Вие. Исто како горе. Добро. Ајде следната реченица. Среден, деа машки. Добро. Ге Иван. Stell die Koffer bitte in den Schrank. Позади. Hinter den Schrank. Hinter den Schrank. Stell den Koffer. Да, позади. Da, bitte. Hinter den Schrank. Ова е во акузатив. Заради штел и hinter. А зошто е den Schrank? Зашто именката во машки род der Schrank. Така е, der Schrank. Кој е вршителот на дејството? Вршителот на дејството е Исто како во првата реченица. тоа сакав да кажам, тут само што нема не е соодветно напишано. Така, затоа што и оваа реченица е во императив.
Сега наместо лек, само тука наместо лек треба да стои штел. Штел е форма за заповеден начин. Толку. Добро, и последната, Марија. Die Handtasche kannst du ins Bad hängen. Hängen. Така. Die Handtücher kannst du ins Bad hängen. Ова е реченица во кој падаш, Марија? Во акузатив. Зошто? Затоа што има вршително дејство. Кој е тој? Ду. Така, ду е вршително дејство. Има ханген. Хенген. И инс. Инс. Добро, ин ќе го обележиме како предлог, а ова с ќе го обележиме како дел од определениот член. И во заграда ќе запишеме дека именката е das Bad. Затоа им Bad да гледа соодветно. Das Bad е именка од среден род. Дали сме имале ду? Да, еве го ду, вршително дејство. И во заграда повторно ќе запишам дека ins е кратенка од in das. Значи се едно дали ќе кажеме in, ins или in das. Следната вежба im Möbelhaus ergänzen Sie die Verben und Artikel in der richtigen Form. Како што можеме веднаш да забележиме и по глаголите, некои од речениците се во акузатив, а некои во датив. Ние според контекстот треба да определиме што е во акузатив, а што во датив. Првата реченица под А, првиот дел е даден. Das ist doch ein tolles Bild. Das können wir über das Sofa hängen. Das können wir über das Sofa hängen. Оваа реченица е во акузатив, затоа што го имаме глаголот hängen, затоа што го имаме предлогот über, а имаме вршително дејство, тоа е личната заменка wir. А користиме das Sofa, затоа што именката Sofa е именка од среден род. Das Sofa. Следната реченица Љубица. Односно под А вториот дел. Aber bei uns ist ja Треба да дополните и doch schon so viele. Ist ja чекай. Треба да се дополни и глагол, треба да се дополни и точен определен член. Aber bei uns steht doch Не. steht Истиот глагол ќе биде. Истиот глагол ќе биде. hangen. Hängen. Aber bei uns hängen Hängen doch, hängen schon doch. S- Doch schon so viele Bilder so viele Bilder. über Das Sofa. über Die Sofa. во датив сега треба да биде. Über dem Sofa. Aber bei uns hängen doch schon
schon so viele Bilder über dem Sofa. Ова реченица е во датив. Затоа што Кај нас веќе стоат висат веќе толку многу слики покрај над, над над каучот. да. Главолот е hängen. Немаме тука вршително дејство, завршено е дејството, закачани се сликите. И имаме предлог über. А зошто е dem Sofa? Затоа што во датив das преминува во dem. Именката во номинатив е das Sofa. Следната реченица Ивана. Под Б првиот дел само да. Der Teppich ist schön und nicht teuer. Den legen wir ins Schlafzimmer. Така. Den legen wir ins Schlafzimmer. Den legen wir ins, може да биде и in das, за да не буни, Schlafzimmer. Оваа реченица е во акузатив, затоа што имаме главол legen, имаме предлог in. Имаме и вршително дејство wir. И имаме das Schlafzimmer. И тука и кај сето исто. Schlafzimmer, затоа што именката Schlafzimmer е од среден род. Das Schlafzimmer. Ајде, вториот дел од реченицата, одговорот, Марија. Aber vor der Bett Das Bett е во номинатив. dem Да. Bett doch schon ein Teppich. Aber vor dem Bett liegt Да, doch schon ein Teppich. така е. Liegt wir или без wir? Без вие. Нема, само дополнуваме тоа што ни е, како се вика, тоа што ни е дадено. Liegt aber vor dem Bett, aber vor dem Bett liegt doch schon ein Teppich. Оваа реченица е во датив, заради глаголот liegt, liegen, и заради предлогот vor, а е dem Bett, затоа што именката во номинатив е од среден род, das Bett. И нема вршител на дејство. Следната реченица Љубица. Се под првиот дел само. Da kommodet zwischen zwei Fenster. Das steht gut auf. Da Што има на комоата? Телефон, лаптоп, така беше? Не, сега според оваа сликичка што ја имаме во вежбава. Комоата. На сликта. Чекај. Да
Da steht, da steht, Da steht eine Kommode zwischen zwei Fenster. Das steht gut aus. Das sieht gut aus. das sieht. Da steht, сега го запишеме, да steht eine Kommode zwischen zwei Fenstern. Оваа реченица е во датив, затоа што го имаме глаголот stehen, затоа што го имаме предлогот zwischen. И сега како можевме и без тоа да откриеме дека е датив, наименката фенста има едно н кое што специфично се додава само во датив. Инаку ќе биде, не би требало во продолжение, no color, во заграда ќе биде die Fenster во плурал. Ама бидејќи е 2 во множина, затоа нема неопределен член. Данка и последната, Ивана. Ja, hier schon, aber in unserer Така е. können wir diese Kommode. Kommode nicht zwischen Fenster stellen. Така. Значи реченицата ќе биде aber in unserer Wohnung können wir diese Kommode nicht zwischen die Fenster stellen. Првиот дел од реченицата aber in unserer Wohnung. Заради тоа што го имаме предлогот in, кој што тука не зависи од глагол, го користиме во датив. Затоа ќе биде unserer. Првиот дел е значи во датив заради in. Затоа е unserer, затоа што именката Wohnung е именка од женски род. Die Wohnung. Вториот дел од реченицата, односно остатокот од реченицата, е во акузатив, затоа што го има глаголот stellen, затоа што го има предлогот zwischen, а е die Fenster, имаме нели вршително дејство wir. А зошто е die Fenster? Затоа што именката Fenster во овој случај е во множина. Die, затоа што именката die Fenster е во плурал. Die Fenster плурал. И сега одиме на тестот, кој што е на страна, па ќе се вратиме на лезен, ќе имам и за тоа време, на страна 16. Сега тоа можам веќе и тука да го прикажам. Страна 16, така се вратиме кај лезен. Првата вежба, markieren Sie und ordnen Sie zu. Обележете, односно маркирајте и дополнете. Hier kann man arbeiten, das ist der Schreibtisch. Б. Љубица бит.
Sofa, Teppich. Teppich. Nein. Sie liegen auf dem Sofa. Sie liegen auf dem Sofa. Лежат на креветот. Sofa беше кревет. Wer liegt? Frau? Wie heißt Die Kissen. die Kissen? Kissen ги напишав на почетокот се перници. Се Марија. Предмети се само. Да, само предмети. Марија Це. Dort. Dort kann ich mich sehen. Каде можам да се гледам? Како се вика огледало? Шпигел. Шпигел. Од којрот е шпигел? Мислам, ти беше женски. Der Spiegel. Среден. Машки. Der Spiegel. Огледал. Ајде, Марија, и следната. Das bringt man aus dem Urlaub mit. Souvenir. Сувенија. Инаку кај шпигел ќе запишам дека ја има истата форма и во множина, односно die Spiegel. Die Spiegel огледал. Следната, Ивана? Е. Поясни, извинете. Е. Да. Das hängt. Извинете, се слуша ехо, ако може другите да ги исклучат микрофоните. Ништо не ве слушам. Исклучени се, мислам. Љубица само един. Еве ги исклучени се сите. Исклучени се сите. Das hängt vor dem Fenster, преска ги кажавме, тоа се завести, der Vorhang. Да, или Vorhang во еднина, или die Vorhänge во множина. Данка. Љубица, се вклучате го микрофонот и F. Hier kann man kochen. Hier kann man kochen. Was braucht man? Was braucht ich sagen jetzt? Wo kocht man? In Küche. Така. Küche. Марија Г. Hier stehen viele Bücher. Hier stehen das Regal. И Х, Ивана. Das braucht man zum Reparieren. Ова ќе биде das Werkzeug. Da, das Werkzeug. Herrn Fischers Büro, was ist richtig? Kreuzen Sie an. И глагол треба да кажеме кој е точен и кој определен член. Првата реченица е дадена и вели Herr Fischer legt seine Tasche in die Ecke. Herr Fischer legt seine Tasche in die Ecke. Ајде, Љубица, во кој падаше оваа реченица? Да, се слушаме. Во акузатив. Зошто? Leg seine.
лект и ни треба само, како се вика, предлогот. In. A predlog. Die, in die. А зошто е ди? Die е женски род. Да, затоа што именката еке е од женски род, ди еке. Во оваа реченица има и вршително дејство, кој е тој? Fischer. Herr Fischer. Б. Herr Fischer е вршител на дејство. Добро, ајде следната реченица. Марија? Er stellt seinem Kaffee auf den Schreibtisch. Така. Er stellt seinen Kaffee auf den Schreibtisch. Во кој падеше оваа реченица, Марија? Акузатив вршител на дејство, stellt и auf се помошни глаголи. Се во акузатив, глагол и предлог. И зошто е den Schreibtisch? Затоа што е машки род. Така, именката е во машки род. Der Schreibtisch. Добро? Schreibtisch е бюро за пишување. Да, маса за пишување, биро за пишување. Еа е вршител, еа немавме до сега, вршител на дејство. Добро. Следната, Ивана. Der neue Computer steht auch auf dem Schreibtisch. Така. Der neue Computer steht auch auf dem Schreibtisch. Ова реченица е во датив. Нема вршител на дејство. Нема, да. Го има глаголот steht и предлогот auf, а е dem Schreibtisch, затоа што именката Schreibtisch е од машки род. Der Schreibtisch. Ајде следната реченица, Љубица. Der neue Computer. Не, после тоа. Die Rechnungen, да, следната. Die Rechnungen liegen neben dem Drucker. Ако имаше вршител на дејство, ќе беше леген. А бидејќи нема вршител на дејство, liegen, и ќе биде небен Neben den Drucker. dem Drucker. Друка е печатач. И е во машки род, штампач, да. Значи имаме die Rechnungen liegen neben dem Drucker. Оваа реченица е во датив. Вршител на дејство нема. Го имаме глаголот liegen и предлогот neben. А е dem Drucker, затоа што именката Drucker е именка од машки род. Der Drucker.
Лежат. ležat до печатачите. Покрај. Небен. Покрај печатачот. Да. И последна мислам дека е да. Марија? Herr Fischer stellt seine Bücher ins Regal. Да. Herr Fischer stellt seine Bücher ins Regal. Оваа реченица е во кој падеш, Марија? Во акузатив е за това што има вршително дејство Herr Fischer. и има го и Herr Fischer Да, и има го stellt добре. и това е табелата на акузатив и ins Regal е за това што е das Regal. Да, бидејќи именката е од среден род. Das Regal. И имаме вршително дејство Herr Fischer. Така е. И последната вежба од тестот. Was schreibt Lucky Girl ordnen Sie zu? Пред да ги распоредиме, ќе ги прочитаме за да знаеме што значат. Ајде првото Ивана. Theorem Zu unordentlich. Сме ги запишале, сме ги кажале. Ordentlich е уреден. Спротивното е unordentlich. Unordentlich, неуреден. Unordentlich. А кога додавам и цу пред придавката, значи цу плюс придавка, го засилува значењето. Го засилува значењето. Значи цу unordentlich ќе значи премногу неуредно. Неуреден. Следното, ајде, Љубица? Wo bin ich? Ich kann mir nicht finden. Hilfe, mein Wohnzimmer ist so... Не сме почнале. Не сме почнале. Еми, век сме. Горе сме. Кај der Raum zu ordentlich, сега следното што пишува? Ein Teppich. Einen Teppich. Потоа? Einen Spiegel an die Wand. Einen Spiegel an die Wand. Огледало над зидот. И уште едно прочитајте. Viele Bücher. Viele Bücher. Марија продолжи. Eine Lampe auf dem Tisch. И Helle Kissen auf das Sofa. auf das Sofa. Светли перници на каучот. Добро, на креветот. Ивана, прочитајте го се што пишува кај Алесеј. Dobro. Hilfe, mein Wohnzimmer ist so ungemütlich. Er ist sehr dunkel. Mein Sofa ist schwarz und das Regal ist braun. Leider habe ich nicht viel Geld. Wer hat für mich? Така, Данка. Помош. Мојата дневна соба е премногу непријатна. Таа е премногу темна. Мојата софа е црна, а регалот, полиците се кафеави. За жал немам многу пари. Кој има совети за мене? Ајде, Љубица, првиот одговор. Das ist nicht so schwer, auch mit wenig Geld. Du brauchst Licht und Farbe. Добро. Warmer als die
Ама сега прво кај штел, да го дополниме. Кај А, штел, И што да кажем сега? а што ќе дополниме кај штел? Не знам. Што треба да кажем? Помош. Да се дополни со зборчињата кои што се дадени горе. Der Raum. Eine Lampe auf den Tisch. Што ќе стои кај штел? Das Licht ist dann wärmer als direktes Deckenlicht. Aha. Stell eine Lampe auf den Tisch. Stell eine Lampe auf den Tisch. Das Licht ist dann wärmer als direktes Deckenlicht. Danke. Следната, Марија. Leg Ja. helle Kissen auf das Sofa. Gut sind rot oder gelb Kissen. Gut sind rote oder gelbe Kissen. Ajde, Ивана. После идеме hängt einen Spiegel an die Wand. Macht den Raum größer und heller. Така. Häng einen Spiegel an die Wand. Macht den Raum größer und heller. Закачи огледало над зидот, тоа го ја прави просторијата, собата, поголема и посветла. Следната реченица, Љубица. Со ханг завршиме. Јас имам, значи, 10 сантима со 5 сантима вертикално можем. Цел свет ми за живот тука. И само ми се мрде. Und да можем ganz, да правим. Ханг или раум? Дека да продолжим. после и leg и häng. Und ganz wichtig. Еве го, und ganz wichtig. Aha. Okay. Und ganz wichtig. Stell. Egal. Moment. Ќе добиеме јас книга. Stell die Buche. Da. Треба да има. Stell viele Bücher ins Regal. Марија? Aber pass auf mit zu viel Souvenirs. Sonst wird. Можеш само малку по-нагоре ти? Да, може. Еве го. Тоа не го гледав. Der Raum zu unordentlich. Unordentlich. Danke. И Ивана? Leg auf einen Teppich auf den Boden. Ich bin sicher, es sieht nur viel gemütlicher aus. Добре. И сега немаме време за вежбата за лезен, меѓутоа ќе одиме во оној дел кај што се еве ги овие, за да определиме, првата вежба е да определиме дали речениците се во акузатив или во датив, односно дали одговараат на прашањето во, ода во хен. Првата реченица за Љубица. Fang ihn bitte neben das Regal. Добро. Häng ihn bitte акузатив или датив? Wo? Das ist die Frage. Wo?
Die Frage ist, wohin? Das сега. Das, Оде во хина каде, нели? на каде? Во акузатив е оваа реченица. Прво затоа што има вршително дејство. In. Еве го in, вршително дејство. Потоа имаме глагол кој што изразува движење и имаме предлог небен. А во акузатив е уште затоа што именката das Regal е иста и во акузатив. Das Regal. Das Regal. Среден род. Од среден род. Во заграда само да запишам дека in е вршител на дејство. На дејство. Добро, ајде следната Марија. Die Jacke liegt in der Ecke. Dativ. Wo? Die Jacke liegt in der Ecke. Плюс датив, односно со прашалниот збор во. Прво немаме вршително дејство, второ го имаме глаголот liegt и предлогот in, а имаме der Ecke затоа што именката е од женски род, односно die Ecke. Ајде следната реченица, Ивана. Steht unter dem Bett, ова е постојба и ќе оди со прашалниот збор во. Така е. Така е. Ова е во датив, повторно прашален збор во, затоа што немаме вршително дејство, имаме глагол steht, имаме предлог unter и имаме dem, затоа што именката bed е именка од среден род, односно das Bed. Ајде следната реченица, Љубица. Der Spiegel steht hinter dem Vorhang. Акузатив или датив? Датив постои. Датив. Нема вршително дејство. Нема вршител, да, нема дејство. Има глагол steht. Да. Има глагол steht и предлог hinter, а е dem Vorhang, затоа што именката Vorhang е именка од среден, од машки род. Vorhang. Der Vorhang. Добре. Следната Марија. Hängt sie bitte in den Schrank. Акузатив, wohin, това што има вршително дејство зи, користи се hang и имаме го in. Така е. Тука, иако е hang во заповеден начин, сепак има дадено и вршително дејство зи, in, и тука е... in не требаше да е bold. Туку треба да е црвен и имаме den Schrank, затоа што именката Schrank е именка од машки род. Der Schrank. Ќе запишам после дека е, односно и сега, зи, вршително дејство. Ајде следната реченица, Ивана. Последната е. Има уште две, ама окей, да. Може да е последна. Stellen Sie bitte auf den Tisch. Тука е wohin, има движење и глаголот е stellen. Така. Ајде следната реченица, ќе ги напишем јас потоа. Следната реченица, Љубица. Das Werkzeug liegt auf dem Boden. Да. Wo? Датив.
нема движење и нема вршително дејство. Нема движење, да. И Марија, последната реченица. Leges bitte vor die Tür. Es ist schmutzig. Wohin акузатив за това што има вршително дејство и користи се лек. Да, глаголот леген, кој што изразува движење. А овие 3 реченици јас сега ќе ги дополнам, ќе ви го испратам документот, ќе ви го испратам и видеото. Имајте убава вечер, па се слушаме во среда повторно. Убава вечер. Фала, пријатно. Поздрав. Фала.